Почнуваме со разговорите. Наш прв гостин, Дејан Андоновиќ, мој колега, портпарол на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, иако ќе ве прашаме за Русија и Украина, меѓутоа кон крајот бидејќи ваша главна преокупација или глав фак е надворешната политика и добро ги познавате состојбите, но прво добро дојдовте во студио 10. Подобро ве најдов. Андоновиќ, многу сообраќајни несреќи. Сега вие не сте овде во улога на полицаец, но како Совет за безбедност во сообраќајот, веројатно должни сме да испратиме апели некако да направиме се да ја подобриме сообраќајната култура, која што чинам дека е на едно исклучително ниво, почнувајќи, ако сакате, од себе си, од сите ние кои што сме шофери. Каква не културата, таква не и сообраќајната култура, тоа е поврзано. Многу сообраќајни несреќи се случи, особено изминатите денови и особено изминатиот период и многу човечки животи. Млади, возрастни, изгубивме. Институцијата која ја представувам има за задача да ги тргне причините за евентуални сообраќајни несреќи, не ги лекуваме последиците. Зборувам како Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Значи преку кампањи се обидуваме да ја подигнеме јавната свест кај граѓаните, кај сите нас кои сме учесници во сообраќајот. Значи сите ние учествуваме во сообраќајот, дали сме пешаци, возачи, патници, не е важно, сите сме во сообраќајот. Се обидуваме преку нашите кампањи, низ цела година правиме кампањи со помош на вас медиумите, морам да признам, имаме одлична медиумска подршка, каде што се обидуваме да допреме до сите граѓани, учесници во сообраќајот, колку е опасен сообраќајот доколку не го почитувате. Значи, почитувањето на правилата и прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација е клучот за тоа дали ќе имаме безбеден сообраќај или нема да имаме безбеден сообраќај. Ова што вие го велите како бројка на загинати, ако се зема статистички гледано, последнава 2021 до 1 февруари чекаме да биде официјалната бројка, имаме рекорден број на мал број рекорд, значи најмалку сообраќајни жртви во тек на една година, околу 111 месечини, за разлика од минатата година кога имавме 125, пред минатата 132, за 2013 месечини дека беа 198 жртви за една година во нашата држава. Велам, статистиката е едно и тука можеме да кажеме дека е добро, но секој еден живот загинат е голема загуба за неговите најблиски, за воопшто. Затоа велам, ние не можеме да бидеме задоволни, бидејќи целта е нула жртви во сообраќајот. Сега како да дојдеме до таа нула жртви е она што го велам, да се подигне јавната свест, да се почитуваат правилата и прописите, да имаме подобра етика и морал во сообраќајот. Едноставно да се почитуваме, бидејќи кога учествувате во сообраќајот и го почитувате другиот и тој ве почитува вас, можеме да дојдеме до таа фамозна нула жртви во сообраќајот. Се согласувам со ова и бројките се тие, значи нема бегање од тоа дека ние имаме намален број. Но не можеме да сме задоволни, повторно ќе кажам, еден човечки живот е голема загуба. Откако беше регистрирано, особено на партизанска беше евидентно тоа дивење, го имаме се уште, меѓутоа веднаш се забележува полициско присуство, не говорам сега по овој претходно имаше, меѓутоа ете се случуваат несреќи, ја видите ние не сме овде за последиците, нормално. Тешко и да се говори за последиците, бидејќи се зацрнуваат две фамилии, условно кажем. Не само две, ако размислиме малце филозофски и статистички, еден човек кој ќе загине, има барем 100 луѓе кои покрај најблиските има и комши, и колеги, и пријатели, и говорам за тој дел од па сите се зацрнати, нишко. Еден човечки живот е страшно. Така е. Зацрнати и шоферот, некој шофер кој што гледа во телефонот. Карикирам, не е оправдано. Имаме кампањи и за тоа, можеме да зборуваме. Кој што или гледа во телефонот, кој што или е замислен натежнат со проблеми, па има проблем, па има проблем кога ќе се вклучат двете зелени, па нема да види, се сеќавам на сообраќајката кај Кам, кога човек прегази девојче. И самите, не говорам за овие деца, ќе говорам за тие бесни деца подоцна, но предпоставам и тој шофер кој што е замислен и да го казните, тој веќе, оној, ако е совесен малку, значи веќе и убиене во смисла, ако може така да се каже. Проблемот кај нас, психолошки, проблемот во сообраќајот ми се чини, еве сите можеме да се препознаеме у тој ова сега што ќе го кажам. Многу почнаа луѓето рутински да учествуваат во сообраќајот. Станувате са бајле, не ни паметите дека сте влегле во кола, тргате на работа, рутински ја возите таа рута, мозокот ви е обврски, долгови, не знам веќе што.
дополнителен... Но тоа не оправдува ова што се случува нормално. Токму тоа се обидувам па на семафор сме сведоци, еве, да бидеме реални, додека чекаат луѓето семафор, сите буѓат во мобилните телефони. Имаме ние кампањи за тоа. Што можеме ние како совет да направиме и што можеме ние како учесници во сообраќајот? Па и како друштво и како општество, и како медиуми. Да се обидеме да допреме до граѓаните, да ги потсетиме дека сообраќајот е опасна работа. Но сообраќајот е и наука. Мора да се гледаат, затоа има пропишани правила и прописи и сообраќајна сигнализација, но и култура, јавна свест. Секогаш ќе го земам примерот со возење доколку возиш не конзумира алкохол, доколку конзумираш алкохол немој да возиш. Она е наша традиција, испив 2 или 3, не е проблем, е голема опасност. Кога ќе седнете зад воланот, размислете за овие последици што ти сега ги кажа во почетокот, дека можеш да зацрниш некого, а можеш да се зацрниш и самиот себе. Мораме да внимаваме, а тоа е таа култура. Немој со 2 и 3 да седнуваш зад волан. Секогаш го зборам тоа. Брзината е една од причините. Брзото движење. Мишко, 50 км на час е дозволена брзина во населено место. Колку само луѓе надвор гледаме дека возат 50 км на час. Никој не вози. Велам, 50 км на час. Тој што вози 50 создава нервоза кај други. 50 км на час е дали е празна улицата или е полна улицата. Луѓето велат, па добро, празна е улицата, ќе возам побрзо. Не. Прорачунато е дека, пресметано е дека 50 км на час во населено место имате доволно време, не да Боже да закочите, да запрете, бидејќи запирачкиот праг е многу помалку метри од што брзо. И втората работа, евентуалниот удар е многу помал од што ударот при 80 или 100. Во европските држави има иницијатива, во некои градови дури е веќе воведено 30 км на час. Не е тоа случајно. Сега, ние зборуваме кај нас. Ако не види полицаецот, ќе не казне. Ако не види, ние сме го измамиле и сме возеле над 50 км на час. А кого сме измамиле? Сме се ставиле себе си во ризик, ризикот на своите сопатници или некој што случајно се нашол во сообраќајот во тој момент, додека вие сте возеле над 50 км на час. Доколку сите ги почитуваме тие правила, ова е само пример, не конзумираме алкохол кога седнуваме зад воланот, јас верувам дека ќе дојдеме до тоа посакувано 0 жртви во сообраќај. Треба веројатно уште позасилени кампањи и мора да се работи на тоа. Мислам дека и министерот спомена Спасовски дека сега на полицајците ќе им ставаат и камери. Знаете зашто кажувам? Затоа што вие имате ситуации, например, кога ќе ве сопре полицајец, веднаш му го давате телефонот. Не му давате возачка. Добро. Му давате телефон. Така ме разбирате што сакам да кажам. Све разбирам јас. Свесни сме за тоа сите и целокупната јавност. И ова не е само проблем на Скопје, проблем и на секаде во Македонија. Но Скопје некако многу не затира едно по друго, едно 3-4 колку сообраќајни. Добро, Скопје е најголем град и најголем проток на сообраќај. И сега како ние ќе работиме на свест. Точно е ова 2-3 што го велите вие, но познавам и совесни луѓе кои што, например, ако се договориме, дојдов со такси, зашто сакам да се опуштам? Не значи дека ќе се опие да не може да оди, но заради тоа што сака да се напие 2-3 си го остава автомобил. Имаме напредок кај нас, имаме напредок. Но мораме да работиме. Мораме да работиме не само кај возачите, мораме да работиме и кај пешаците. Па пешаците се составен дел од сообраќајот. Се, но и сите сме првим пешаци. Да. Сега да не навлегуваме во, но вие имате пешаци кои што културата, како да им објасниме сообраќајната култура, дека тоа не значи дека сите се со слушалка во уво, не ни приметува и го гледа пешачкиот, не се ни врати да погледне дали иде автомобил. Не можете законски да им забраните на луѓето да пешачите да носат слушалки. Не, но мора да има некој непишано правило како тргнува група на пешачки. Нашите кампањи се тоа, да има некое непишано правило. Еве ќе дадам еден поексплицитен пример. Ние имаме во текот на матурските нели овие вечери, кај нас некаква традиција воведена од западните држави. Јас кога бев матурант тоа го немаше, да детето мора да си ја земе возилото, нели, и да оди да ја земе партнерката и да одат нели на таа прослава, зборувам ова пред пандемија. Имавме едно мото кој се викаше не си фраер ако загинеш на матура. Зошто го направивме тоа така? Во светот почна да има различни мислења дека доколку се појавуваат малце поексплицитни
предупредување што може да ви се случи доколку не внимавате во сообраќај, ќе има поголем ефект кај луѓето, малце да се исплашат. Исто како со цигарите. Како што и со цигарите. И тоа даде резултат. Но од друга страна, тоа е непишано правило. Ние имавме апел до особено родителите, не им го давајте ни вашиот семеен автомобил на матурската вечер, бидејќи зашто да еден убав чин, не дај Боже да ризикувате до некоја традиција, знаеме трагедија, знаеме дека на тие матурски или на тие сите прослави на Балканот воопшто се конзумира алкохол. Значи, она како и со слушалките, вие не можете да им забраните на родителите да им го дадат автомобилот или да му забраните на некој да носи слушалки. Но тука е нашата улога да ја подигнеме јавната свест. Родителите самите да не да го дават возилото или вие кога преминувате улица тргнете ги слушалките. Не мора све да е закон и не мора се да е казна. Ајде да размислуваме малце културата да ја подигнеме. За тоа говорам, сообраќајната Значи, култура. улогата на Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот со овие кампањи е токму тоа. Малку да ги потсетиме луѓето. Знаете, кога ќе се случи некоја сообраќајна несреќа, тоа е готова работа. Луѓето тогаш се лути на сообраќајот, на институциите. Сите се виновни. Не, чекајте малце. Сите сме виновни, бидејќи сите сме учесници во сообраќајот и јас сакам јавно да прашам колку од вас поминува на зелено, колку од вас преминувате пешачки премин на зебрата, колку од вас со велосипедите преминувате на пешачки премин само каде што има црвена лента или ако нема се симнувате од велосипедот па го буткате како што е по закон. Еве неколку примери ви давам, колку од луѓето кои се празни улиците возат 50 км на час. Кога сите ние тоа би го правеле, би имале нула жртви во сообраќајот. Во спротивно, сите придонесуваме како учесници во сообраќајот за таа сообраќајна некултура и за тој ризик за евентуални инциденти. Се обидам да лоцирам каде е проблемот. Во нас? Не, во нас е дефинитивно. Знаете, вака, сега кога ќе не гледа некој кој што имал жртва и тој веројатно размислува со бес на сето ова, меѓутоа сето тоа треба да биде една полка, како што велите вие. И сега ние од каде да почнеме? Да почнеме од најмала возраст се учат децата. Например, ајде да завртиме. Многу е важно да. Ајде да завртиме кај Бит пазар. Добре. Тамо нема не сообраќајна, тамо значи имаат и шипки ставено. Папи ви привикува. Чека, има ли за пешаци тамо еден мост кој преминува? Не само што има за пешаци. Дали некој го користи? Има и зебра. Значи, тоа се обидам да ви објаснам. Значи, како да изголемиме таа култура, ја тоа говорам. Ја го земам како пример Бит пазар, бидејќи завчера поминував тамо, прво од 3 ленти имаш 1,5 лента. Автобуси, коли испаркирани. Второ, излегуваат луѓе од кај ќе стигнат. Така. И тоа е невозможно. Јас пак морам од позицијата на институцијата која ја представувам. Децата се учат за луѓето се учат за сообраќајот кој за се во животот од најмала возраст. Покрај она што има едукација, ние како совет заедно со МВР и училиштата ги учат за сообраќај, правила и прописи сообраќајни, преку боенки, игранки, така. Многу голема улога. Нас се сеќавам дека но имаат голема улога и родителите. Ќе ти кажам зошто. Детето чиј татко вози нервозно, кој пцуе и кој сите се виновни, само он не е додека се движи, ќе биде ист таков возач. Детето на чиј татко застанува и му вели јас не поминам на жолто, морам да ставам појасот спасува. Или не возам, ајде бе вози побрзо, не 50 е доволно, у град се вози 50, пишува 50, ама условите на пат викаат 30. 30 ќе возиме. Ме разби. Ама брзо. Да. Или ќе ги потсетам за еден банален пример, морам и тебе да те потсетам. Во минатото со синџирите, зимска опрема, од кога е Свети век, е од 15 октомври до 15 март. Јас се сеќавам пред 10 на 20 години, луѓето ставаа обични синџири, колку која ќе ги запре полицајецот само да го покажат. Зошто? Кога синџирот може да ти спаси. Не размислува дека може да го спаси. Сега имаме зимски гуми, тие се малце по, да кажеме, поголема инвестиција. Тука веќе не би можел да коментирам, но има правила тука законски, доколку имате зимски гуми не ви требаат синџири, доколку имате летни гуми, морате да имате синџири.
И тоа е јасно. Тие што не може да купат нови зимски гуми од X причини. Та и на зимска гума мала, ко би каже на кола тешко дека може да искачи горница. Добро, али пак има една култура. Ако е надвор минус 30 и вие треба да тргнете на скијање, ако возилото не ви е баш нешто во топ форма, немојте да тргате. И тоа е култура. Добро. И тоа е култура. Зошто? Ние факт дека треба да ја промениме културата. Нема човек од нас кој што не пцуе во автомобил. Пцуењето не е некултура, не зборуваме за однесувањето. Вие во себе можете све да Не, тоа се пцуе на великото, мислам на велика, на големото, тоа се гледа кога ќе те претрака некој, па кога гледаш дека седи на телефон и тој вози 30 на А паркираните возила, за тоа имаме кампања. Голем дел од сообраќајките се токму на оние паркинзи каде што е оставил на сред улица, на кривина. Ние имаме дури проблеми, слободно ќе кажам, каде што некои професионални возачи кои треба да бидат синоним за тоа како треба да се однесувате во сообраќајот, како што се такси возила, одредени, но тоа се случај. Ние збориме генерално. Генерално кампањите на Републички сојуз за безбедност во сообраќај се насочени да ја подигнат јавната свест. Што е јавна свест? Ова токму што го збориме. Возете толку колку што е пропишано. Ставите го ременот, не го користите мобилниот. На крајот на криштата, што брзате? Просметано е, особено во град, дека брзате, не брзате, ќе стигнете можеби само 5 минути порано од тоа, а ризикот е огромен. Институциите грешат некаде. Например, што ме нервира? Мислам дека само ќе извини па ќе ми го постиш, а ја одма да одговорам пошто сум новинарски. Институциите не грешат. Институциите ги имаат поставено работите врз основа на постоечките проблеми. Јас повторно ќе кажам, Скопје има уште еден проблем, иако не би требало да го коментирам, а тоа е премногу брзо доаѓа нов број на нови возила, зборувам за дополнителни возила, толку брзо не може да се шири инфраструктурата на патиштата и улиците, нели, во еден град. Но доколку има некој културно однесување, сепак ќе поминете и вие и јас. Не е важно кој е прв. Важно е да поминеме. Тие 5 минути можат у нервоза многу големи несакани последици да донесат. Институциите во смисла на семафори на тоа реагира најмногу, а после инцидентот, односно сообраќајната кај Сити Мол, таму имаме неколку сообраќајни несреќи со гаснењето на семафорите. Зато предпоставам кога ќе помине делегација, па не знам имаше некој објаснување, сега колку што се сеќавам од времињата наназад дека тоа било софтвер, па додека се преработи, инаку планот е и така е предвидено, значи со возење 50-60, нели ако е зелено и ти фаќаш нема веќе зелен бран, селем да ги информирам гледачите, а и тебе како нели воzač дека зелен бран веќе не постои. Зошто? Не постои бидејќи се смета дека зелениот бран немал толкав ефект, напротив имал контраефект, за него не би коментирал бидејќи не добро, тогаш имате на Партизанска на 50 метри семафори. Чуму тогаш семафори? Сите ние кога полагаме за возачка дозвола, имаме 3 правила кои ги знаеме, а тоа е доколку има семафор, следиме семафор. Доколку нема семафор, следиме знаци. Доколку нема знаци, правило на десна страна и полицаецот е тој кој е главниот доколку треба. Тие 4 правила ги имаме. Ако јас возам 180 на саат по Партизанска и гледам дека се изгасени семафорите и поминувам, може не мора човек, може гулаб да ти излете и да се извртиш. Може сам да се убиеш. Така. А ако возиш 50 км на час по Партизанска и гледаш дека се изгасени семафорите, јас лично, како пример ќе го дадам, подзакочувам малку, јас не сум на автопат, па да се секирам дека некој ќе ме удри од назад. Граде, што има да возиш 180 на саат? Добро, не исклучени семафори, ја и 20 значи, семафорот е изгасен, го гледам знакот дали имам правило на предимство, но пак ќе гледам лево или десно на таа спорна локација раскрсница, бидејќи тука е Сити Мол, нели го земавме за пример, каде што е поголем проток. Па на крајот на краиштата и самиот се чувам, зашто да возам толку брзо? Може некој да ми излезе. Прашањето е зашто семафорите не работат? Па јас сега тоа не можам да ви одговорам зошто ако поминувала делегацијата не ги уклучиле веднаш, туку требало да се подигне софтвер, не сум стручен, тоа ќе морате некоја друга институција. Но јас како размислувам лично, јас се
се заштитувам со тоа што првин возам по пропишана брзина и условите на патот. Ако условите на патот ми е градска средина и сити мол, ја внимавам да не ми излета. Па на крајот на краиштата може да ви излета и куче, и маче, и значи не постои идеален град на светот каде што тоа може и дете да ви претрче, да се отпушти да претрче. Може и некој да се сопне и да падне. Така е. Може мотор да вози, нели моторите возат кога, па случајно да му се дупне гума, па пред кола да ви падне. Па ако возите 50 ќе закочите, ако возите 180 ќе го прегазите. Сакам да ви кажам, идејата на сите овие, мислам, или функцијата на Советот и мојаво на некој начин нивно представување е тоа. Малце да, ајде малце не се сите криви. Дај малце и ние имаме некаква одговорност лична. Личната одговорност е ти како родител, како сопруг, како син, кога излегуваш од станот или од куќата и влегуваш во автомобил да бидеш безбеден, а не да ги завиткаш во црно луѓето околу тебе, без разлика дали ќе бидеш жртва или ќе бидеш обвинет дека си направил нешто. Тоа се обидувам да објаснам, дека нема што сега ние да истеруваме правда. Ми е гајле, не се дигнал софтверот, ја ќе си поминам. Не. Значи условите на патот ти викаат дека треба да внимаваш. Ќе бидеш повнимателен, нели? Сега, зошто се дига софтверот толку хипотетички збориме, толку време му треба или зашто не го уклучил некој, тоа е работа која треба да одговори некоја друга институција. Дека сообраќајната ни култура е на завидно ниво во Македонија, на високо ниво, например, јас, ако сум прв автомобил на семафори, а треба да свртам лево, пазите до каде оди, плашејки се за себе си. Значи, кога ќе се запали зелено, јас почекувам за да некој залетано таму не помине, бидејќи сум имал едно непријатно искуство, за среќа се добро поминало. Значи, на зелено кога ми е, јас внимавам. Значи, до таму е сообраќајната ни култура. Не, вака, сега кога е зелено, значи, кога е зелено ти тргнуваш, така жолто се подготвуваш, зелено тргнуваш. Ја на зелено не тргнувам, па почнуваат да свират од озгоре затоа што ми е страв, некоја будала. Тоа е не култура што свирате, инаку тоа што свирате нивен проблем, извини, вака се слободно ќе кажем. Ти мораш да се осигураш. Значи, тоа е сепак машина. Тоа е сепак машина. Значи, да не се занимаваме ние со тоа, она преска, мене ми е гајле, мене ми е, јас имам предност, ми е гајле што во иде и не ме пушта. Што ќе го пуштам, нека помине, што да правам, тоа е тоа. Значи, многу е важно да се покрај правилата, прописите и законските одредби, да ги гледате и условите на патот. Па на автопат ако пишува 160, а врне истура, нема да возите 160, ќе возите 80 или 90. Тоа се обидувам да објаснам. Да престанеме да бараме дека проблемот во сообраќајот е во некој друг, а ние сме тие кои сме едини и кога сите би возеле ко мене, сообраќајот би бил супер. Добро. Не. Која јавна кампања сега да ја правиме? Па сега сме во зимската кампања, сега сме околу брзината. Брзината убива. Некако, за жал, се погоди со сето ова и веројатно е да од причините брзината. Се обидуваме да привлечеме внимание кај граѓаните дека не си многу манго па го возиш многу брзо и дека брзината е многу опасна како работа. И една од трите најчести причини за сообраќајни несреќи е токму брзината и сакаме да апелираме и повторно апелираме, еве овој податок дека 50 км на час го знаат, дека е пропишана кај нас, но дека 30 км на час е во некои други европски градови или во иницијатива или веќе прифатено, е само доказ дека ние одиме во тек, не сме го измислиле. Ние тоа тука и дека, повторно ќе кажем, сообраќајот е наука. Таа се движи, се менува. Имаме нови превозни средства, имаме поголем број на превозни средства, поинакви превозни средства. Мораме да се прилагодуваме. Не можеме ние ригидно, како што било пред 20 години, да кажеме, не знам ја оваа улица овде ја имав предност, ми е гајле што сега на некој му текнало да стави друг знак. И втората работа, повторно ќе кажам, сите мораме во себе да се најдеме дека сме одговорни. Ако си ти одговорен кон себе и јас кон мене, кога ќе се сретнеме на улица, се знаат кои се правилата. Семафорот, знаците, правило од десна страна и на крајот да криштат многу гома полицајци. Неверојатно колку сме сите некултурни, од пешачи до возачи. Она што ме нервира и што ме иритира. Како може детиште од 18 години да вози кола која што не е пропишена со кубикаша? Се сеќавате на А кој тоа треба да го направи? Ако полицаецот го фати, тој ќе го казни. Не говорам јас за полицаецот, сега говориме ги тргаме институциите на страна, бидејќи сме во друго сојство овде. Таткото веројатно за да се направи дека неговиот син може да биде многу поголем фраер, па му дава некој джипишни и се случува тоа што се случува.
Па јас пред малку го реков тоа, ние имаме кампањи дури за до родителите. Не тие не допира до нив кампањата. Пазите, веќе не сте безбедни на тротар, се сеќавате на Капишчец, колешка наша новинарка, кога еден ја собра, влезе дури во фризерски салон. Ама немаше джипи, што имаше обична кола. Да, добро, имаше друг проблем тој. Примери ќе има, знам дека не е убаво сега што го кажам, примери. Не, добро, намерно ги посочувам за да станат луѓето свесни сите и пешак. Не можеш да ја пуштеш ногата и да чекаш да ти закочи ако да не погледнеш, може залета на автомобилот. Или да преминуваш улица, да не е пешачки премен. Знаете, сите станавме безобразни. И пешакот, и сите се пцуеме. Да, ајде да направиме. Зелено ми е, па почеке, не жолто ми беше. Ајде сега влеговме една друга дебата. Да прашам, ако видите дека некој преминува, постара жена, постар маж, преминува улица на сред улица, ќе кажете, поминувам ми е гајле? Ќе правите или ќе застанете? Не застанувам, отворам прозор и викам. Добро, но ќе застанете. Тоа што викате, немаме бројна жртва. Ме разбирате? Не, ја не зборам за бројна жртва. Вие не знаете со каков човек си имате работа, можеби постар, болено. Затоа не можеш да поминуваш на средото од пазарот, пошто ти е далеко 20 метри. Јас се обидам да објаснам, ама еве и тоа се случува. Значи, затоа велам, ако се движите со некоја нормална брзина, ги гледате условите на пат. Условите на патот во градот се јасни. Како Sony PlayStation игриците, значи од сите страни нешто се случува. Морате да внимавате и да не терате правда дека ти сега си управо, он не. Нормално дека ќе застанеш кога ќе ти помине дедо излегол од зелен пазар и за да си ја пројде другата ама тоа се само градска. пример. Јас се обидувам да објаснам дека на собраќајната култура не е тоа дали вие ќе го опцуете или не. Собраќајната култура е да внимавате на себе и на другиот и тој да внимава на вас. Ама еве вчера ми излета. Ни пешачки, изрипа, баба, мајка со мало дете. И вака застанав и едноставно се чуди, не знаеш дали ова нормално. Ни пешачки на сред булевар. Ова сега новинарски ќе кажам. Ние денеска се уште се бориме со возачи кои мислат дека на две ленти на булевар левата е брза трака. Така е. Ти возиш лево и он ти блиндира и обрза. Така значи ние се уште имаме такви луѓе. Мене ми случајно десено и застанувам, чекај. Мене ми е тоа многу смешно. Значи ние се соочуваме со таков ментален склоп на луѓе. Ја не знам дали он мисли дека е левата трака најбрза или пробува да ме изфолира. Сакам да ви кажам, ние со тоа се бориме. Значи јас тоа се обидувам да им објаснам на сите и како портпаролно и како човек што вози 20 и кусур години, мислам имам возачка дозвола. Ние мораме да ги да подигнеме свеста кај граѓаните. Значи кога ќе ми каже некој каква собраќајна култура имаме, собраќајната култура наша е какво што не е и културата воопшто. Како што јаде дома, како што спие, како што работи, така и вози. Ако во животот е внимателен, ќе биде внимателен возач. Ако е наметлив, дрзок и безобразен, ќе биде и задволено дрзок и безобразен. Ние тоа се обидуваме кампањите да им укажат на граѓаните дека да се подигне јавната свест и што повеќе луѓе да одат по таа јавна свест. Не дали ќе ме казни некој. Работата е дали ме казнил или не е најмалиот проблем. Работата е да не возите 100 на сат во град. Работата е да имате зимска опрема, не ради полицаецот, ради вас. И на крајот на краиштата, ако сега е празник, ние пред празниците секогаш апелираме внимателно движи, пошто е поголема фреквенцијата на сообраќај, нели? Па зимно време има лоши услови на пат, но имаме и летна кампања. И летно време има замор при возење. Апелираме, зошто да возиш до дестинацијата на одмор одеднош каде ја возиш 6 сата без престан, како да се докажеш дека имаш добро возило и дека си. Се вели дека и науката на 2 часа возење пола сат запрете, напите се кафе, вода, ме разбираш? Испружи нозе. Значи не за нешто друго. Значи не е тој мачоизам, испив 4 раки и сега можем да возам. Добро, не се само мажите се, има и жени шофери. Или јас зборувам тој балка, или јас палам кола и прва станица ми е Виена. Ме разбираш, возел 1000 км на час. Зборувам дека треба, затоа викам, мангупси ако ги следиш, да кажеме, овие законските работи, бидејќи што е важно? Важно е да стигнеш безбедно на посакуваната дестинација, а не да возиш до таму. Значи, доколку внимаваме сите знаците, правилата, прописите, условите на патот
И се тоа што се случува, верувам дека ќе имаме нула жртви во сообраќај. Во спротивно ќе биде се ова што го гледаме секој ден. Па ако сообраќајната култура ни е ваква каква што ни е, а тоа е очена, тоа значи дека ние и дома сме такви. Па велам, какви сте дома, какви сте во животот, такви сте и зад воланот. Како што јадеш, така и возиш. Како што работиш, како се однесуваш со луѓето, таков си и возач. Ако не почитуваш никого, нема да почитуваш ни во сообраќајот. Ако си човек кој знае да почитува, ќе ги почитуваш и правилата и прописите. Возилата денеска има голем напредок. Повторно ќе кажам. Нашите кампањи играат улога, но не е само ради нас. Што сум забележал, има голем напредок кај сообраќајна култура, например, кога гледам сега на семафор кога ќе застанат, него вади клучот и да си брка во уво или во нос. Да, тоа е има напредок. Хигиена. Со клучот во уво се брка. Види, има напредок пред се од како дојдоа, да кажеме и сега и возилата, малку па луѓето внимаваат. Се повеќе има зимски гуми, одошто синџири и луѓето гледаат масло, антифриз, да е колата подобрена. И тука има подобрување. И има и бројките, статистиката. Сега уште јас ги велам дечиштава, уште да ги решиме. Не треба децава да ги решиме или родителите треба да ги решиме? Па јас мислам родителите, додека се деца, родителите. Пошто не може само што положил да му даеш БМВ да вози. Ама не се работи само за БМВ-то, него не може ни да вози после 11 часот, не може да вози и без присуство на постаро лице. Има законот кој ќе земе дозвола 2 години не смее да вози сам и не смее да вози доцна. Па како тато сега ја ако излезам со девојка типа заедно, значи, кој е виновен? Што е муавет. Кој е виновен? Тато треба да каже, види сина, нема валјда да те видат надвор, па оди. Не, него треба да каже, не може да возиш. Јас, например, сега не е тоа убаво да го зборам, меѓутоа, моите деца кога земаа дозвола, ние дури се расправавме, меѓутоа, си го испочитував тоа, бидејќи не ми е мене дали некој ќе го казне. Мене ми е дека некој го мислел тоа дека 2 години му треба искуство. А ние заедно ќе возиме и до вамо и до тамо и не е проблем. Така да, пак ќе кажам, да не испадне са идеализам. Луѓето, проблемот, значи, главната причина за сите сообраќајни инциденти, жртви, повредени, е човечки фактор. Ни еден друг. Значи, тоа била улицата, не чинела сигнализацијата, тоа е само, не дај Боже, изговор. Човечки фактор. Зашто возиш бе 200 на сат? Зашто мислиш дека левата лента е автопат? Зашто возиш под алкохол? Зашто мораш да пишуваш порака додека возиш? Не разбирам. Ете, тука е ризикот. И ако сме одговорни кон својот живот, ќе бидеме одговорни во сообраќај. Тоа може шлеперите на граница чекаат, па итна е параката. Не знам. Жовично таков е муаветот, се сите Јас велам обично тоа може би оние многу важни луѓе, па имаат многу, нели, бизнес или политика или одлуки, но тие имаат возач. Тие седат назад. Не можете вие зад кола од ова да возите. Еве уште една некултура, дали се приметил сега, морам да искоментирам бидејќи носчепкање, сега гледам дека тоа е. Тоа не ми е толку. Јас, например, имаме кампања за тоа. Дали се приметил дека возила 20-30 илјади евра, му е проблем да плати паркинг, него ја остава кај што не треба. Да. Па само ти за 40 денара он става 3. Па не сум видел некој фикјо или 101 да остави. Значи дали тоа се сообраќајна култура? Значи ние тоа сакаме да кажеме. Не можеш да ја паркираш тука кола. Ама со тоа он покажува мангуплото. Добро, сега имаме и едни други возила. Имаме и едни други возила пајаци, ќе викат тие гледам интензивно работа. Добро, сега ако се вратиме назад, вие знаете дека можете и случајно да се удрите во пајакот. Така? Да, имаше и тоа, да, и да се повредите. Може и сами да сте полицајецот, сам да се удри во оваквото да не види. Сакам да кажам дека има она сега малце дели интернационализам, има 1000 луѓе, 1000 чуди што велат, но генерално се има правила, институциите ти рече пред малку имаат поставено работите како што треба. Неспорно е тоа. Ние треба сега да го почитуваме тоа. По тоа кога се случува и инсистирам да има полиција повеќе. Не треба да има полиција. И инсистирам дури и оние позорникари да одат за тоа веќе друго да се. Полицијата има превентивна улога. Не, знаеш онаа фама, мислам нашиве простори на автопат каде што се знае дека има полициски радар, сите се умни. Само што ќе го поминат радарот. Добро, види, сообраќајна култура, например, ти блендира. Тоа намалиш дека имаш полиција. Тоа е возачка солидарност. И тоа не е лошо. И тоа не е лошо, бидејќи намалуваш. Но имаш и, пак да не изразам некој друг збор, например, на стража, ако имаш 2 ленти, јас, например, секогаш возам од десната, пошто ми е страв дека од озгоре некој ќе дојде во мојата лента, бидејќи ми се има случај на тоа и овака.
Едноставно не ти се верува. Тоа кога се Но да го заокружувам муабетот, бидејќи времето лета, јас мислам дека помогу ќе говориме за ова, да испратиме еден апел. Бидејќи затоа сме овде, јас можам да кажам, возете внимателно, почитувате сообраќајна сигнализација, значи 50, 30. Бидете внимателни, имате одговорност и кон себе, кон своите најблиски, кон сите учесници во сообраќајот. Внимавајте на поставената сообраќајна сигнализација, но бидете и одговорни кон себе, бидете културни, имајте повисока јавна свест. Да ве потсетам, брзината убива, возете со пропишана брзина. Алкохолот и воланот не одат заедно или воланот и алкохолот не одат заедно. Не можете да поминете на жолто и на црвено. Зелено треба да биде. Но ако нема семафор, имате знаци, знакот, сите што сме положиле сме ги учеле знаците. Не може да каже ја мислев дека имам предност. Не, има знак. Доколку нема горе знак, има доле хоризонтално знак, а ако па нема ни еден знак, онда има правило од десна страна. Просто е, само да бидете, да кажам, пристојни и да бидете концентрирани и дисциплинирани. А се ова друго е анархија која доведува до ова што доведува. А може и намалување од тоа од 50 на 30, например, да ги натера луѓето, и бидејќи 30 е поприлично споро за автомобил, може да влие и добро на луѓето да ги натера да остават автомобил, да земји, добро, да ако пешачи. друго цените на горивата ќе Не, или да пешачи, или да вози велосипед, бидејќи сега треба малку. Да, види, но и велосипедите мора да се, јас иако не е тема, и велосипедите мора да се стават, да кажеме, повторно е тоа една лична култура. Си има правила законски за велосипедите, но дали си приметил, велосипедот се движи како кола, па одеднаш му текнува да биде пешак. Значи и тоа е сега, не се сите велосипедисти, но тој треба да знае дека не смее така. Далеку сме, јас барем знам 3 случаи во Германија кои што имаат заработена казна, мои другари кои што имаат заработена казна на возејќи велосипед, бидејќи не застанал на црвено, бидејќи таму има за нивната трака и си заработил. Има и кај нас, Мишко, има и кај нас. Јас пешачам и гледам дека велосипедот оди по пешачка зона, а исто така гледам и неколку пешаци кои пешачат по велосипедска зона. И сега ја повторно викам, свеста треба да се подиме. По тие велосипедските имаш и автомобили и велосипеди. Има и мајка со тета, што е многу опасно, па електронски, овие електрични тротинети, па. Зато велам, со што треба да му кажам на пешакот, зашто одиш по велосипедска, а на велосипедистот зашто одиш по... Ке кажуваме сега, тоа не е работа. Значи, ние тоа се обидуваме и нашиве кампањи се затоа интензивни. Морам да ти се заблагодарам и тебе и на вашава медиумска куќа, но и другиве медиуми имаме соработка и ви благодарам бидејќи овие кампањи без вас не би можеле баш да допрат. Се случуваат трагични настани, сочувство уште еднаш до семејствата кои што доживеа загуби. Апелите ги испративме. Не знам дали знаеш, само ја онака и во сообраќајот, но и светските настани дека во ноември има светски ден на сеќавање на жртвите во сообраќајот и според Обединети нации најголем број на човечки жртви во една година во светот не е ниту од елементарни непогоди, ниту од војни, ниту од пандемии, туку е од сообраќајни несреќи. Дневно околу 1300 луѓе губат живот. На светско ниво? Да. Или не, многу повеќе, извини сега бројката, малце ми се измеша, но не би ни навлегувал у бројки. Најголем број на жртви во една година има во сообраќајни. Чи сообраќајните незгоди се пандемија. И тие траат, еве ковидов ќе заврши, ќе дојде друга, трета, пета, но ова останува константно. Добро. Овде да ви се заблагодарам како портпарол, да ви посекам добре како новинар. Со джингл сам можеш да откажеш. Не мора за джингл, бидејќи мораме да превршуваме како човек кој што ги следи надворешната политика. Што ќе се случува сега? Мислам на Русија, Америка, апропо Украина, видовме во Париз. Дека се случува, мора да кажеме дека се случува. Дали светот е пред нова војна? Па јас мислам дека да, и мислам дека таму веќе трае таа војна. Јас ќе потсетам дека од 2014 психолошка е за сега. Сега е психолошка е војна на информација, но и трае од 2014 во Лугански и Донецк, тој дел. Прво мора да се знае дека во Украина живеат околу 8 милиони руси таму. Тоа не е мала бројка. И покрај тоа што е Украина голема и Русија голема. Второ, таму се случува војна подолго време. Податокот е малкумина од медиуми ви ја пренесува дека негде пред католички Божик Украина и проруските сепаратисти подпишаа прекин на оган, се извинувам, за божикните празници и новогодишните ја поминат без оган.
а сега тие се вратија. Од друга страна, зошто велам дека ќе има конфликт? Бидејќи двете страни отидоа предалеку. Ќе потсетам, НАТО сака да ја земе, или Украина сака да влезе во НАТО, Русија смета дека било која поранешна Советска република не сме да влезе во НАТО. Бидејќи договорот од 1987-та, кога се распаѓаше, кога паѓаше Берлинскиот зид и Советскиот сојуз се распаѓаше, едно од барањата на Москва или тогашниот генерален секретар Горбачов од тогашниот претседател Реган беше: ние ќе го распуштиме Варшавскиот мировен договор панданот на НАТО, а за возврат вие треба да се обврзите дека НАТО нема да се шири кон исток. И Роналд Реган и тогашниот претседател на Сојузна република Германија, Хелмут Кол, дадоа гаранции дека нема да се шири НАТО кон исток. Сега, 30 години колку е веќе потоа, НАТО вели: ние не можеме да им забраниме на новите земји членки да имат аспирации, ние оставаме отворена вратата. Од друга страна, дополнителна тензија и тоа со Шведска и Финска. Тоа се две држави кои беа неутрални, знаеме географски дека се на границите со Русија, а сега велат дека би влегле во НАТО, што дополнително му прави тензија на Москва. Од друга страна, Путин бидејќи се тамо блиску тие со балтичките сега земји. Путин има проблем со тоа што предалеку отидоа. Мислам дека ќе мора да си го врати авторитетот, и тоа е пред избори, и него авторитетот нема е баш толку голем во Русија како што ни се прикажува надвор, и за да си го заштити интегритетот и авторитетот ќе мора да направи нешто. Крим пред 6 години беше права пример за тоа како може авторитет на еден председател, представен како мокидик, како мачо, да си го врати авторитетот. Оттаму и мислам... Малку брутално изгледаше, но кај што има сила нема правда. Со А и сега има силата. Тоа го велам. И сега има силава и, например, имат и разноразни изјави од државници, од земји кои што се членки на НАТО. Имавме наша изјава, па реагира русите, имате Милановиќ кој што вели ако пукне си ги повлек. Па го имавме Борис Џонсон и германскиот канцелар кој рекол дека нема пратат војници. Добро. Но да, тоа ми беше најсимптоматично со германскиот канцелар. Што се случува во светот? Ајде ќе избориме. Имаме ли поместување некој? Ма ние веќе имаме поместување. Значи, каде е Кина во приказната? Кина е ангажирана околу другото жариште на конфликтот. Јас морам да ги потсетам гледачите дека не сме фокусирани околу Украина, но забораваме дека во Јужното Кинеско море околу Тајван работата е исто, идентично. Кина сака да интегрира Формоза или Тајван во една Кина два системи. Така наречена. Сите, прво го интегрираше Макао од Португалија, подоцна Хонконг од Британија, сега Тајван мора да биде интегриран во... И Кина е подготвена да го интегрира со добро или со недобро. Таму веќе имаше американски сенатори во Тајпеј, каде што се зборува и дека има инструктори на... Тоа е наша држава, ние ја признавме своевремено. Првија признавме, но сега имаме проблем. Еве, ајде да го упростам до крај. НАТО и Вашингтон се обидуваат Русија да ја на некој начин дисциплинираат преку НАТО, а Кина преку Европската унија. Литванија пред 6 месеци, тоа е една мала држава прибалтичка, го призна Тајван. И дојде до истото она што се случи со нас кога ние го признавме Тајван, која година беше 99-та. Не знам дали го знаеш податокот. Пред 3 дена излезе... Колку новинари си испашетаа по Тајпеј, па лаптопи, па сите, па тоа се... Па проба куче да ја мача. А сега пред 3 или 4 дена Јанез Јанша, словенечкиот премиер, излезе и обвини Кина дека која она да ни кажува ние што да правиме. И Словенија планира да го признае Тајван. И кинезите полека се дестабилизираат и се во судир со Европската унија. Значи ние имаме глобална слика. Москва, НАТО, Русија, Кина, Европска унија. Иле прочитав проекциите за до 2030 година се дека Кина ќе го превземе приматот на светски лидер, па второ е Америка, па трета е Русија. Врз основа на јас тие проекции не можам да зборувам поради што врз основа на пари, јас го колам, бидејќи Кина си ги врати своите сите оние големи научници и Кина е веќе сериозно развиена, ако сакате, комунистичка држава, каде што... Да, но на Кина сите ја зборуваме, забораваме дека еден нејзин сосед историски секогаш
ја поробувал и е задниве 50-60 години под мраз ставен поради својата улога во Втората светска војна, не ја забораваме Јапонија. Она што ја успеам да го гледам е дека сега Соединетите Американски држави ја охрабруваат Јапонија да се врати полека. Јапонија почне да гради носачи на авиони, нешто што со по Втората светска војна беше забрането. Да не бе, многу враќам на Кина, Русија, Украина. А според вас, мислите дека ќе пукне? Па показната вежба беше она во Казахстан, каде што беше беше покажано на русите што све може да се случува. Дали се приметил дека Грузија некако е многу мирна? Таа има исто аспирации да влезе во НАТО. Имаме и во Ерменија и Азербејџан тука некои што се поранешни советски републики, каде што НАТО може да издействува одреден судир, бидејќи има луѓе кои се проруски, има луѓе кои сакаат прозападни вредности. За оние кои што читаме, кои што следиме, кои што пратиме, вие пратите повеќе надворешна политика, меѓутоа еве ние вака кои што гледаме, јас сум на став дека мислам дека Грузија и Украина никогаш нема да влезат во НАТО. Па добро, види, ЦИА 2000 година излезе. Барем додека е Путин. ЦИА излезе 2000 година, за нас тоа беше шпанско село 2000 година, каде што рекоа дека околу 2025 Украина ќе се направи во две држави. Значи, едната ќе биде оној унијатскиот дел Лавив, Ивано-Франковск до Киев и Днепр, а другиот ќе биде овој прорускиот источен дел, кај што се Донецк, Луганск и овие побунети територии. Веројатно такво нешто ќе биде. Сега дали ќе се договорат, дали ќе дојде до војна, па некој ќе земе територија, тоа ќе видиме на наредниот период. Сериозна е ситуацијата. Зашто говориме во 21 век? Мало? Не ми се верува зашто говориме во 21 век. Па, види, се додека има поделеност политичка и воена во светот, се додека има, ќе има и конфронтација. Во ред, но станува збор за цивилизации, за демократии, за западноевропски држави кои што шират вредносен и не знам каков морал. Добро, ама ќе бидеме реални сега отворено, пошто зборуваме ко новинари. Не можете понекогаш да наметнувате на некого своји вредности ако тие таму не ги сакат. Па видовме што се случи во Авганистан, Мишко. Не можеш ти во Авганистан на луѓе кои со генерации раснале како што сакале да живеат. Зашто идете толку далеко? Зашто одите толку далеко? Па затоа што ова со Афганистан беше само пример како... Не сакам да кажам да одите многу далеко, па видите во Македонија што се случува. Па Афганистан беше добар пример. Јас пошто следам меѓународна политика, нашите граници неким да ги коментирам. Добро, јас од Прешево нагоре ги разгледувам работите. Афганистан ми беше прав пример дека не можете на сила да направите. Значи луѓето сакаат да живеат така. Не сакаат да имаат iPhone, не сакаат да возат Мерцедес, сакаат да имаат некоја друга слобода, нешто друго во нив. И сега вие му наметнувате нешто со војска и се покаже, Афганистан се покаже. А и многу други држави се покаже. Афганистан, да, но имаме ние забележителен скок кај арапските земји кои што се отвараат. Па побогу, ако не се лажем, имаше Викторија Секрет своја како се вели. Да, ма се појави една 10 секти на исламот конкретно, баш поради тоа. Вашиот став е дека овде ќе има мало... Не, говорам за Русија, за Украина, дека... Знаем дека ние како членка на НАТО нема да мораме да имаме. Мојот став е дека... Не мојот став, она што сега како што би личат работите... Не знам как ќе постигнеме, да ти кажем, како рече Бојко Борисов, како му каже на Петков, дека Банско е спасено. Да. Знаеш, апропо, тоа ние дека тргнавме со територијалните претензии кон Бугарија. Не знам од кај е таа војска, па се уште кон Украина. Добро, ние сме сега од иста сме, како да кажеме. Така да не можеме да влеземе како две исти формации. Чизми немаме бурек да отида да си купат во Украина да влеземе. Да не останам недоискажан. Она што сега ми делува и политички и на теренот е дека таму ќе дојде до некаков судир, контролиран, неконтролиран, поширок, потесен, ќе видиме. Има преговори. Кој ќе биде судирот? НАТО или со Русија? Види, јас имав еден текст на Слободен печат и насловот беше Русија и САД се подготвени да се борат до последниот украинец. Ми се чини дека тоа би бил одговорот на твоето прашање, бидејќи на крајот на криштата нема сигурно да има директен судир, но ќе има судир на сметка на тие таму кои нели имаат проблем. Едниот дел сака да оди со Русија, другиот дел сака да влезе во НАТО. Ќе видиме што ќе се договорат двете страни. Јас се надевам дека
не јас да сум во право, ја не можам да тврдам, но она што го гледам предалеку се отидени. Друга страна, НАТО мора да демонстрира една цврстина за да обезбеди единство на своите земји членки. Се работи за авторитет. Путин отиде предалеку. Сега, доколку се повлече, не верувам дека тоа добро ќе му се одрази врз рейтингот и во Русија и НАТО. Ќе видиме што ќе се случува, уште повеќе што Јануковиќ, каде тој во Русија прелета, така? Па добро, Јануковиќ е веќе во политичка пензија, тие имаат сега некои други своји фаворити. Ги има структурите таму, ја не говорам за тоа. Еден од нив ми се чини и газдата на еден од Шахтјор Донецк. Не, ги има Јануковиќ поставено сигурно структурите таму. Дискутабилно е што Јануковиќ постави и како тоа русите се сменија 2014 да го дозволат Мајдан. Се сеќаваш? Добро. Тоаш ми беше чудно како новинар, се зборам, како човек што ги следи работите, ја и тогаш на некои од овакви анализи зборувавме, ми беше чудно зошто дозволија, ако имаат оваков став дека Украина не може да влезе во НАТО, а демонстрира сила и тоа голема сила во Грузија, кога за 8 часа го обколија Тбилиси и ги протера Саакашвили, човекот, председателот на Грузија, кој сега го прогласија и дека луд. Така. Андоновиќ, за крај, Лавров вели Бугарија и Романија да излезат од НАТО. Да, тоа е барање според мене малку надмено како може суверена држава, да бараш од суверена држава, да и наложуваш на една суверена држава што ја прави. Нели во реална политика кај што има сила нема право. Па добро, ја формално правно зборувам. Не, формално правно не функционира. И сега дали Бугарија и Романија ќе ја послушаат Русија? Не знам. Не знам. Ја не верувам, меѓутоа гледајќи целава констелација, веројатно нема. Но не знаеме како се делат картите. Значи, ајде да го вратиме од почеток. Ја не знам дали ќе пукне, но сите опции се во игра и дури ова ти што го кажуваш сега. Гледај, некој да ми кажал мене пред не знам колку години дека не сме генерација на слобода. Нашите генерации, мојата, твојата. Бевме на крајот на студената војна, не фативме ништо луд. И тогаш беше све како што треба. Суверена држава. Ама јас исто така морам да направам и еден рез дека мене не ми се веруваше и дека ќе биде бомбардирање на СР Југославија, дека НАТО ќе покрене цела машинерија ради еден политичар да бомбардира 8 милиони луѓе, не криви ни дужни. Значи, они Кенеди во сред ова Америка го настрада, а не сам Милошевиќ. Зошто мора да ги бомбардираат луѓето? Или дека ќе има војна во Македонија, и дека ќе се случи 11 септември, па нема да ме чуди што е да се случи сега во Русија и Украина. На крајот се е за пари, така? Па веројатно, моќ пари. Не е се у парите, има нешто и у златото. Благодарам што бевте гостин во Студио 10. Дејан Андоновиќ, прво разговаравме како портпарол за Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот, потоа како новинар, колега кој што долги години следи надворешна политика за она што се случува на релација Русија, Украина, Америка, НАТО, па фативме малку и Кина. Кратка пауза, наша следна гостинка, поранешната министерка Елизавета Канчевска-Милевска, бидете овде.